Значи, во последните години особено има, наречеме, пад во однос на интересот за општествените науки, барем кај нас, нели, во источно-планскиот регион, наречеме, на Македонија. Прво, затоа што општата ситуација во самата држава, нели, допринесе општата благосостојба, која што на крај не е ни благосостојба, туку е повеќе, нели, политичко-економска криза и така натаму, безработица, низок степен, нели, на вработеност и слично, допринесе да буквално цели фамилии, големи фамилии, мали фамилии, студенти и така натаму се емигрираат од нашата држава и одат на страна. Така што тоа беше првиот чекор, првата причина за да се намали интересот, да речеме, за општо во образованието, нели, за запишување за студенти, присуството на студентите, меѓутоа, нели, особено во општествените науки. Втората причина, која што може, нели, во последно време особено е актуелна, не е во последно, туку генерално е подолго време, туку пак е поврзана на некој начин со нели општа благосостојба во државата. Тоа е високиот степен на корупција, присутен во институциите во државата и генерално недовербата кон судскиот систем и кон правосудството. Велат, ние учиме за правници, ние учиме да бидеме правници, нели, правни, односно лица кои што се експерти од областа, меѓутоа на крај, што еднаш ќе влеземе во институциите, државните институции, нели, едноставно се соочуваме со многу неконзистентна, некохерентна, нели, примена на правото и многу големи отстапки на правото. Ова во голем дел, нели, се должи на високиот степен на корупција присутен во земјата и тоа го покажуваат и последните испитувања или последните грижи на меѓународната заедница во Македонија. И се разбира непримената на тие правни принципи, значи на демократските принципи, тргнувајќи од правото, нели, на правично судење, на сослушување и така натаму. Значи се она што е поврзано, да речеме, со нормалното функционирање, со тие основни принципи на владење на право.